Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Месец мај, месец за борба против меланом. Колку луѓе во Македонија годишно заболуваат од карцином на кожа? Кои делови се најризични? Дали сонцето е ризичен фактор и причина за појава на меланоми? Кога има промени на некоја бемка или на некој дел од телото, кога е вистинското време да се оди на лекар? Меѓутоа и како се отстранува. Утрово на дел од овие теми одговор ќе се обидеме да дадеме со доктор Андреј Петров од приватната болница Аџибадем Систина, дерматолог. Докторе, добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам што ме повикавте. Најавив дел за она кое што ќе биде приоритет денес, меѓутоа ќе позборуваме и за новите лазерски третмани кои што ги имате во вашата болница. Еве најпрво за меланомот. Статистички позборувавме пред малку дека од 60 до 70 пациенти на 100.000 во Македонија се детектирани во текот на една година. Што велат вашите податоци? Дали се зголемува бројката или е со иста динамика? Бројот на пациенти со меланом се зголемува. Прво да кажам дека некоја прецизна статистика докога ќе дојдете дури да фатите да истражувате кај нас нема да дојдете до точни податоци. Да, се судрив со тоа, немаме точни податоци. Меѓутоа генерално она што е компаративно на земјите кои имаат статистика во однос на ова прашање, бројот расте. Ако некојаш на почетокот беше 5 до 10 на 100.000, па потоа дојде до 20 до 30, сега зборуваме за 60 до 70 на 100.000 жители, што е на прилично висока бројка и веќе меланомот се искачи во статистиката на петиот најчести тумор кој се регистрира малеген во популацијата. Тој е еден од кожните карциноми, другите се сите полесни за терапија, многу почесте, да речеме, базоцелуларниот карцином, но тој не е први проблем. Едноставно се решава, за разлика од меланомот кој е доста комплексен како тумор, кој е доста подмолен, да кажем, во самиот почеток. Тешко можете да го откриете и голем дел од меланомите се всушност на почетокот се смета дека се некакви бемки и заради тоа пациентите не доаѓаат на преглед. Всушност тоа е погрешно, бидејќи таму се работело веројатно од самиот почеток за меланом кој е непрепознаен и за кој всушност се верувало дека е една обична бемка на кожата. И за тоа сите тие кампањи и овие разговори и кампањите на бесплатни дерматоскопски прегледи кои ние како болница секогаш во мај еден викенд ги правиме, веќе мислам дека 12 години назад, за да алармираме јавноста, да сакаме да кажеме дека и ние како најголем приватен здравствен капацитет Аџибадем Систина се вклучуваме во една кампања на бесплатни прегледи за да алармираме за важноста на прегледот кај луѓето на бемки. Кои се промените кои што најчесто ги треба да ги видат вашите пациенти па да се обратат до вашата болница или кај некој друг дерматолог? Промените се во делот на најчесто се случува да видат дека некоја промена бемка која долг период била, да кажем, во некаква состојба, во неодредени размери, почнува да се зголемува или почнува да крвари понекогаш или почнува да се издигнува над површината. Некогаш почнува да се ова промена во бојата. И сето тоа е опишано во она ABCD правило кое ние го кажуваме, тоа се акроними од англиски почетна буква на англиски зборови, асиметри, border, color, diameter, што значи дека секоја промена за овие работи за кои зборувавме треба да алармира да пациентот дојде на доктор. Значи тоа правило се користи за само преглед, бидејќи за разлика од да речеме другите органи, кожата можете да ја видите со голо око и со систем на две огледала, всушност можете да направите преглед на целото тело. А потоа ако забележите дека има било каква промена, индицирано е да отидете на дерматолог, на доктор, таму да се направи дермоскопски преглед. Мислам дека тоа можам да тврдам како председател на дерматолошката македонска асоцијација дека скоро сите дерматолози да речем 100% меѓутоа имаат дермоскопи во своите ординации и може да се направи брза една ориентациона метода, се разбира, пософистицираните техники како нашата со дигитална дермоскопија и мапирање овозможува следење во долг временски период на целата состојба.
Кога сме веќе кај меланомот, тоа е карцином кој што се лекува доколку е фатен на време. Меѓутоа, многу и пациенти умираат од меланом. Дали е проблемот, иако е можеби навиду мала бемката, има метастаза на друго место, или последица на тоа што не е добро изваден меланомот, па се шири после известно време? Не, сакам да кажам вака сега, има една табу тема на Балканот пред се, кај што ќе ви кажат не ја рчкај таа и таа бемка, затоа што знам еден во селото или во градот или комшија што почина заради тоа што ја вадеш. Тоа е тотална невистина. Значи, и таа невистина која се шири кулуарски овозможува да голем дел од луѓето дојдат во подоснежна фаза. Тоа што некој починал заради тоа што и покрај операцијата на примарниот тумор, вие што веќе спомнавте, метастазите се расширени во организмот и тука не може ништо да се направи. Значи, и не починал заради тоа што го оперирал, туку починал заради тоа што не го оперирал на време. Да го оперирал пред 3-4 години, немало да се случи тоа. Така да, апсолутно, меланом е тумор, малигни, и тој мора да се третира со тоа што ќе го игнорирате, тој нема да помине. Во однос на неговата опасност и смртноста со новите терапии, особено со овие имунолошки терапии кои се сега драстично кај метастатската болест имаме поголемо преживување. Ако некогаш 5-годишното преживување било само неколку проценти, денес можеме да зборуваме за 5-годишно преживување во третиот стадиум на болеста и до 50%, што е еден огромен скок напред заради современата терапија. А во нултиот и во првиот стадиум, кога ќе се фати болеста, во нултиот е 100% преживувањето, во првиот стадиум 99%, што значи дека е скоро 100%. Што сакам да кажам дека ако навреме се открие болеста, пациентот е здрав како да немал таков тежок малигни тумор, затоа треба да се оди на преглед. Така. Систина веќе има посебен лазерски центар. Може ли меланомот ајде од тука да тргнеме да се отстрани лазерски или исклучиво тука е хируршкото отстранување? Меланомот е единствен од овие кожни тумори кој не може и никако не сме да се отстранува лазерски. Тој може да има во светот студии, кај што тоа не е препорачана во протоколите метода. Класичната хирургија со заштитна маргина во околината, понекогаш и со блок ресекција на лимфните јазли е она што се препорачува кај малигниот меланом. Но лазерската хирургија во дерматологијата е многу напредна во последните 20 години и всушност не може да се замисли модерна дерматолошка амбуланта без лазерска хирургија на кожата. Ние имаме голем број на машини, мислам дека се 8 лазерски системи со кои располагаме и кои всушност го покриваат целото портфолио на интервенции во дерматологија што може да се користи. Може и кај некои други типови на карциноми да се користат, но не кај меланом. 8 типови лазери, кај нас обично лазерското третирање се поврзува со разубавување или со отстранување на влакна на кожата. Зашто се во Систина може да се обратат пациентите за лазерски третман? За многу работи. Може да речеме да се имаме IPL лазер кој ги третира тоа Intense Pulse Light, значи кратинката се третираат пред се васкуларните промени, крвни садови. Имаме проширени вени, капилари, да. Имаме Q-switch лазер кој се користи за отстранување на тетоважи, за отстранување на пигментации, на флеки, на дамки. Имаме CO2 лазер фракционен кој се користи за лазерска хирургија на кожа. За слична намена се користи и ербиум лазерот. Ербиум јак го користиме и за одредени промени на слузниците, на генитална, на орална слузница, на одредени брадавици, исто така и за помладување, и тој и CO2 лазерот. Меѓутоа имаме и Александрит лазер за лазерска епилација, тоа е златен стандард, голд стандард за лазерска епилација, Александрит лазерот. Имаме диоден лазер кој се користи исто така дел за епилација, може да се користи за третман на одредени васкуларни промени, може да се користи третман на одредени промени на ноктите. Значи широк спектар на лазерски системи кои ни овозможуваат да ја покриеме целата наша патологија што се јавува. Нормално дека се користат и за естетика и за подмладување, но се користат и за решавање на одредени проблеми. Речеме во денешно време отстранување на одредени бенигни невоси, одредени израстоци на кожата, фиброми,
оние висулци на кожата, американците што ги нарекуваат skin tag, денес е нонсенс да го правите тоа со класична хирургија и да му направите на некој келоидна лузна за ништо. Затоа преферирана метода е оваа минимално инвазивна хирургија со ласерите која ја работиме многу долго и мислам дека не само во Македонија, туку и во регионот сме едни од оние што имаат сите имаат по нешто, ама ние имаме се. Така. Да. Спомнавте отстранување на тетоваж. Секој од нас малте во одреден период од животов сака да направи некоја тетоважа, меѓутоа со тек на време почнува да му пречи. Ајде малку за отстранувањето на лазерско, нели, на тетоважи, колку третмани се потребни, дали остануваат лузни после тоа, што со местото, побелува, не побелува, еден детален приказ да им дадеме на гледачите. Да, ние тетоважите се модерна работа. И денес сите сакаат да бидат, не знам, од фудбалериве Меси, Јамал или од кошаркарите, NBA звездите се практично сите да не ги редам. Или па од одредени други области, пејачи и така натаму. Но паралелно со процесот на интензивна желба да се стават тетоважи, почнува да се јавува и желбата да се отстранат тие тетоважи. Понекогаш тие тетоважи се идентификација на одредено време на личноста, кое со тек на време можеби ќе почне да ја пречи, бидејќи животот е тоа, животот не е статичен. Има различни ситуации во животот. Така, како што се менуваат стандардите за убавина и приоритети. Се менува и животот, и односите со луѓето, и сето тоа. Времето си го носи своето, заради тоа процесот на отстранување на тетоважи исто така се смета дека допрва ќе стане нешто што е многу актуелно. И често има и луѓе кои сакаат да заменат некоја тетоважа. А едната да ја отстранат, на незина сметка да биде друг. Видете сега, ако на раката ви пишува јас го сакам Панче, а треба јас го сакам некој друг да биде. Тоа Панче го снимува во моментот. Панче го снимува, треба да го снеме и треба да се остре, да се нашегуваме, ама се случува тоа и тоа е легитимно право на пациентот, така да тоа е нешто што исто така се работи. Најтешки за третман, за да знаат вашите гледачи, се светлите бои. Светло жолтата боја, портокалова боја, тие се кога се ставаат е многу ризично зашто тешко се отстрануваат после тоа. Значи ако се тетовираат, нека се тетовираат црно-бело, најлесно црната, темната тетоважа најлесно се вади. Така, остануваат ли лузни после тоа? Не остануваат лузни и е релативно безболен третманот. Ние одиме со локална анестезија со крем, меѓутоа може да одиме и со понекогаш инјектираме на помали зони лидокаин локално. Така да се прави во неколку сеанси. Тоа имаме често ситуации кај што пациентите доаѓаат, да речеме, некои 6 недели растојание, кај што се прават одредени 6 до 8 недели одредени интервенции, зависно од типот на пигментацијата. Има луѓе со вродени белезни кои порано ги праќавме на хирургии во странство, кои сега доаѓаат кај нас за да ги отстрануваат. Скоро беше една пациентка која била во странство, ме потсети дека била кај мене пред 10 години, кога не сме имале таква технологија. Имаме можности сега да ги решаваме дел од работите, затоа овој систем што го имаме развиено, заедно со компетентен здравствен кадар, не само јас, и колешките со мене што работат, и сестрите кои се остручени за дел од ласерите да ги работат, навистина гарантира дека пациентот ќе добие највисокото можно ниво на здравствена заштита. Се губи ли меланинот при отстранување на тетоважа и после колку време може повторно нова тетоважа да се направи? На место Панче да го замени некој друг, нели? Се прави тоа. Не, треба одредено време за знаете, на местото кај што вие нешто работите. Секогаш има одредена резидуална промена, нешто што ќе остане. Некогаш е тоа пигментација, некогаш е тоа бела флека на местото кај што леукодерма, кај што и треба некое време тоа да се обнови. Ние советуваме малку да се сочека, да не биде веднаш, да кожата се обнови, регенерира, епителизира, да дадат некој период. Не е тоа нешто што мора инстантно да биде направено во месецот, така да препораката е малку да се сочека, да не се веднаш кожата иритира. Често пати се случуваат кај некои луѓе контактни реакции на тетоважите. Заради тоа треба да внимаваат пациентите дали се алергични евентуално на некои од тие боите. На боите, и тоа се смирува.
Меѓутоа сме имале интензивни реакции кај вака низ овој период кога ќе се сетам кај некои пациенти што биле подложени на татуажи. Имаме некои што не се задоволни па сакаат да ги извадат, така да различен е спектрот. Во секој случај располагаме со техника сега да им ги решаваме овие проблеми. Решливе проблемот доколку настане. Почнавме со меланом, ајде и да завршиме со меланом. Има ли некаква долна граница или може да се јави и кај мали деца некаква кожна промена која што може да биде меланом? До 10 годишна возраст меланом не е опишан во светската литература. Значи нема убедлив доказ дека постои до 10 годишна возраст. Така. Така да некакви, да кажем, шпекулативни случаи да имало, не е јасно кристално докажано дека такво нешто се случило. Значи од 10-та година натаму треба сите да бидат подложени на редовни лекарски прегледи, да се гледа дермоскопски кожата. Значи може да се открие и во млада возраст. Ние сме имале случаи и млади пациенти. Што значи млади, значи тинејџери или Па јас тинејџер не сум, ама знам дел од колегите зборам уште од системот на државното здравство кога немаше приватни болници кои ми кажувале дека имале и тинејџери пациенти. Кај мене пациентите најмлади кои се, да речеме, се сепак луѓе во третата деценија од животот. 30 години. Па 27, 30 и неколку имало такви случаи, што е многу млад човек, иако генерално меланомот се јавува во 5-та, 6-та деценија пред се, значи тоа е нешто што треба да се мисли, особено кај експонирани, кај ризични популации, кај луѓе што имаат над 100 бемки. Так. Шансите се многу поголеми, тоа треба да се проверуваат почесто, луѓе што се изложени на сонце. Луѓе што одат по солариуми, често пати зборувам дека тоа е погрешно заради тоа што штетното дејство на ултравиолетот во солариумот е многу поголемо отколку кај сонцето. Исто така луѓе кои имаат генетика за меланом во семејството. Сето тоа се ризик фактори кои треба да се земат предвид кога се пристапува кон одреден пациент и секој пациент е приказна сама за себе. Вие мора да му се посветите, не можете да се влечете само или да се водите само по шаблоните кои постојат. Така. Спомнавте генетски, веројатно како и кај сите карциноми има генетски предиспозиции, и тие луѓе кои што имаат некој со меланом во семејство, што им препорачувате, дека треба почесто да ги контролираат бемките и промените на кожата? На тие им кажам една работа кога ќе ме прашаат докторе дали на вистина бидејќи мајка ми или татко ми имаше меланом, јас ке имам меланом, ја им одговарам со еден збор, тој е турски збор, ама ние сме турска болница делумна, тој се вика јок. Значи тоа не значи така и луѓето треба да се релаксираат. Но тоа значи дека треба редовно да се контролираат. Значи додат редовно на прегледи, еднаш годишно да се јават на дермоскопија, да се заштитуваат од сонце, тоа е сосема доволно. Дури и нешто да се јави во некоја рана фаза, ние во денешната медицина заедно со колегите, тимот од пластични хирурзи со кои се работуваме, колегите онколози кои на тоа работат, колегите од патологија, значи имаме еден мултидисциплинарен тим кој може да го реши проблемот, така да треба да се нормално да живеат, да се опуштат живот и да се прегледуваат, тоа е она што е најважно од се здравствената култура која мислам дека мојот печаток е дека се повеќе се зголемува. Дури ако го земаме пред викендов што ги направивме овие бесплатни здравствени прегледи кои се пополнија за практично неколку сати, тие 200 места покажуваат дека луѓето сакаат да се прегледаат. Фактот дека само јас имам некаде околу 5-6 случаи во последните 2 години на меланома инситу, значи на меланом во нулти стадиум откриен. Откриено на рутински преглед. На рутински преглед во нулти стадиум покажува дека здравствената култура на населението се зголемува и заради тоа и излекувањето на тие луѓе е 100%, да почекале уште 2, 3, 4 години ќе дошле во фаза која ќе биде различна од оваа за која зборуваме, така да само прегледот, редовните контроли на дерматолог и заштитата од сонце се трите клучни работи кон која треба сите како луѓе, како пациенти да се придржуваат. На крај на мај сме, допрва е летото на прак. Една препорака, значи спомнавте заштита од сонце, дали треба да се користат заштитни фактори, покривање на глава, бидејќи најголем дел од меланомите се по телото, еве препорака до сите пациенти.
Моја препорака е да се користат кремови со висок заштитен фактор, независно дали се тоа хемиски или физички филтри, кожата да се заштити. Да се адаптира облеката нормално на временските услови, нема потреба да го пржиме телото во 12 во 1 час тоа за да поцрнеме повеќе од тоа што можеме. Тоа е невозможно. И да на некој начин се користат и други реквизити кои не штитат од сонце. Тоа се очила за сонце. Шапки. Да, шапки заштитни кои особено оние што имаат дворови знаат дека па малку и косат и се занимаваат со рекреација во дворот, користиме оние што се мексикански капи со широк обод, да, за да заштити и вратот и рамениците. Така да тоа е нешто што треба да се има на ум и ако добро се штитиме да ги заштитиме и децата, нивната кожа почесто гори и студиите покажуваат дека меланомите се почести кај луѓето кои поминале повеќе истории на изгореници од сонце во текот на детството. И сега секогаш кога тоа ќе го прочитам, јас се сеќавам на моите епизоди на изгореници во детството, колку су ги имали, веројатно секој човек тоа го прави и затоа треба барем да делуваме на овие на младите генерации да тоа го избегне. Така. Почитувани гледачи, ова беше доктор Андреј Петров од приватната болница Ачибадем Систина на прагот на летото. Почитувајќете ги советите од дерматолозите и секако одете на редовни прегледи доколку се појават некакви кожни промени. Вие останете со програмата на Слободен печат, следете на нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.